Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам и денес дека ќе го задржиме вашето внимание, што повеќе што имаме една интересна тема, многу интересни информации да доставиме за вас и до вас, нели, кога се работи за проблемите со вашето здравје. Знаете дека секогаш обично сме во студио, меѓутоа денеска еве излеговме од студио, го посетивме Велнес центарот за подобрување на психофизичко здравје кај доктор Албена Манева-Крстевска. Оние кои што не следат подолго време, нели, мене и мојата емисија, знаат дека сме имале веќе разговор, меѓутоа одамна не сме дошле да посетим, има некои новини во однос, нели, на она што го работи, па малку да поразговараме за новините, да поразговараме за она што таа го работи, а тоа е биофизичката медицина и биорезонантната терапија. Може би некој досега слушнал, може би не, но затоа сме тука, еве, повторно да информираме пред се, за да знаете што значи тоа, за да знаете што представува болеста, значи како настануваат болестите и како преку овие методи кои што тука секојдневно ги практикува доктор Албена, ги третира проблемите, а се разбира добро би било кога ова се би било за превенција, односно се превенираат сите оние проблеми кои што треба да се случат во еден организам. Доктор Албена, ти благодарам што еве денес имаме можност да бидеме присутни овде кај вас и да информираме за гледачите за се она што вие го работите секојдневно. Благодарам. Навистина одамна не сте гостувале кај мене и јас би сакала гледачите да ги запознам малку повеќе, иако мислам дека веќе доста луѓе се запознаени, за други можности во диагностика и во терапија, кои се базираат на многу висока наука во биоинформатиката, која 21 век се смета за век на биоинформатика и мислам дека треба помасовно да се користи во интерес на луѓето, во нивната превенција и во нивното добро здравје. Ние потенцираме дека е добро ова превентивно да се користи, нели? Меѓутоа се случува да има и некој проблем, па да дојде кај вас некој, па преку овие, нели, методи со биоинформатиката да се и третираат проблемите, така? Да. Јас би сакала да има и мислам дека има доста веќе ординации кои работат биорезонантна терапија и хомеопатија и тоа е многу позитивно и добро и јас сите ги поддржувам во таа тенденција да им помагаат на луѓето на неинвазивен начин и да дојдат до одредени информации многу побрзо без да бидат изложени на многу потешки испитувања, иако е тоа некогаш потребно и неопходно. Меѓутоа, ова медицина, значи биоинформатиката, биорезонантната диагностика и терапија се комплементарни со официјалната медицина и иако и ова е официјална, меѓутоа е повеќе тргната на страна, повеќе се преферира другата медицина. Меѓутоа може да се комбинираат во интерес на луѓето. Така. Би сакала на почеток први да ни објасните што представува болест во еден организам. Како се случуваат болестите во еден организам? Што се случува тогаш? Па, за да објасниме што се случува во еден организам, треба малку да знаеме околу тоа како ние функционираме и дека не е тоа баш се материјално. Значи, во медицината, духовната страна не се гледа и тоа е грешка и тоа е причина за неуспех при лекување на хроничните заболувања. Значи, големиот научник Никола Тесла, го знаеме сите, значи кажал дека ако сакате да спознаете нешто во универзумот, тоа треба да го гледате како енергија, фреквенција и вибрација. А и Ајнштајн рекол, све е вибрација. А ние сме дел од универзумот. Значи, штом сме ние дел, не сме ние што гледаме од страна или што можеме да правиме што сакаме, штом сме дел од тој универзум, значи универзумот не е само небото, планетите и све околу нас, значи тоа е нешто многу пошироко и штом сме ние дел, ние функционираме како што функционира тој.
Значи, кога големите научници рекле дека е тоа енергија, фреквенција и вибрација, значи ние сме тоа. И така треба да ги гледаме работите. И така можеме да сватиме зашто се разболуваме. Значи, јас тоа би сакала да им кажам на нашите гледачи дека малку поинаку стојат работите. Не се тоа бактериите кои вршат заболување или само токсините, иако тие имаат свој удел во сето тоа. Него вибрациите би се задржала на тоа. Значи, вибрациите, секоја честичка, најмала честичка вибрира. Дали е тоа од жив организам кој се движи, дали е тоа минерал или било што, има своја вибрација. Иако ние мислиме дека не се движи, не можеме да го видиме. Штом вибрира, има свој електромагнетен бран. И тој е специфичен. Ние имаме многу клетки во нас. И секоја клетка има своји органели. И сите имаат своја вибрација. Меѓутоа, сето тоа се собира во една збирна вибрација, во една збирна фреквенција, која е карактеристична за нас. Секој е индивидуа и секој е специфичен. И не може вие да ги ставите сите, да ги изедначите, сите се исти. Значи, секој е индивидуа сам за себе. Сам за себе. И не може да се третира како... И не може да се третира сите, так. посебно. Така. Значи, што настанува со тие електромагнетни? Не знаеме дека имаме нервен систем, имаме крвни садови, крвоток, лимфоток и така натаму. Сите тие органи функционираат во една целина. Значи, тоа што е важно, дека тие знаат, сите клетки знаат во секој момент што се случува било каде. И ако имате вие некое пореметување, да речеме на малиот прст, тоа не значи дека е таму причината. Може да е причината на друго место. Понатака, за да тоа се функционира, мора да функционира во хармонија. Значи, светот да биде усогласен. Значи, во колку има проблеми, значи, во нас или во обкружувањето, затоа што ние и комуницираме со обкружувањето, комуницираме со целиот универзум, врши влијание на нас. И тоа е преку енергетски токови. Значи, ние имаме сензори, тие се чакри, значи најголемите сензори, кои примаат космичка енергија, ја преработуваат и ја испраќаат по енергетски канали надии, и испраќаат до нервниот систем, до дигестивниот систем, до ендокриниот систем, за да може тој да функционира. Значи, ние сме физичко тело, меѓутоа имаме и душа. Значи, душата и физичкото тело сме ние. А душата фактички е енергија. Тоа е виталната енергија, или чи енергија, или прана, како ја викаат. И без неа ние не можеме да функционираме. Значи, таа енергија протекува, си има свој ток, во колку заради разни причини. Значи, јас ќе спомнам. Тоа може да биде емоции. Значи, емоциите исто настануваат во нашата, значи, од нашето емотивно тело. Постои емотивно тело, значи настануваат емоциите и потоа тие влијаат на мозокот за да настанат одредени биохемиски промени. А не се биохемиските промени првични, тие се последични. Во колку ние имаме лоши емоции, значи тоа може да биде страв, може да биде тага, лутина, може да биде лутина, може да биде злоба, може да биде многу лоши работи. Сето тоа влијае. Сето тоа влијае на тој начин да нашите сензори кои примаат космичката енергија и енергијата од нашето обкружување како не влијае, значи тоа е преку нашата аура или нашето електромагнетно поле. Така настанува комуникацијата. Значи, во колку тие
чакри имаат своја константна фреквенција. За да ги примат, значи, фреквенциите од надвор, тие мора да бидат тие фреквенции адекватни, односно да можат тие да се спојат. Меѓутоа, во колку ние имаме лоши емоции, во тој случај нашите фреквенции се менуваат на клетките и ние не можеме да ја примиме космичката енергија до водолеме мерка и настануваат одредени блокади во нашиот организам, енергетски блокади, и таа хармонија се губи и тогаш настануваат заболувања. Значи, заболувањата настануваат на енергетско ниво. Значи, прво се менува фреквенцијата, значи биофизичка промена настанува, која потоа донесува биохемиски промени и она што ние можеме да го регистрираме како заболување. И можеме официјално да кажеме крвната слика е променета, човекот има температура или не може да оди, или нешто го боли и така натаму. Значи, тоа настанува на енергетско ниво, прво. И тоа е што овие уреди, современи уреди, можат да го регистрираат. Во тоа е предноста. Значи, раната диагностика не значи да вие треба нешто да видите. Значи, на магнетна резонанца или се гледа тумор, или се гледа обструкција на крвен сад, или се гледа крвоизлив и не знам што. Или на ехо се гледа. Речеме, имате вие калкулуси во жолчно кесе или имате оштетување на некои органи. Значи, тоа е веќе многу касно. Значи, треба да откриете пред да се случи. Пред да се случи и пред да има било какви тегови. Значи, може да се откријат вродени, значи, хормонални отстапувања кои може да се појават, да се манифестираат и не мора да се манифестираат. Значи, може да се спречи нивната манифестација во болест. Так, значи колку што ве разбирам сега, за да и разберат гледачите, кога вие ќе правите тестирање со овие апарати кои што подоцна еве ќе станете ќе ги прикажам и до нашите гледачи, тогаш може да се открие каков проблем имале понатаму во животот со нивното здравје, кој орган, какво се заболување може да се јави при тестирањето, така? Да. Значи, да, може. Сето тоа се покажува. Се покажува и тоа е благодарение на нелинеарниот систем на овие уреди. Тој нелинеарен систем го имаат откриено и го имаат усавршено руските научници, имаат висока наука, многу се напреднати во тој поглед и еден дел од таа апаратура е од таму. Така да тие постигнале безжична комуникација на мозокот со уредот. Значи, вие ставате слушалки, значи како овие, изгледат обични слушалки, а внатре се монтирани сензори, дигитални сензори, кои комуницираат со софтверот, комуницираат со компјутерот и со мозокот. И му даваат сигнал. Ќе ве прекинам, тоа е интересно зашто токму на ушите. Да ја пренесеме до гледачите, бидејќи тука имаме доста... Па, тој е најблиску до мозокот. Так, добро. Да. Значи, тоа е главната... Па, од преку мозокот се добиваат сите информации. Така, добро. Тоа е значи, во мозокот имате центри за секој орган. Добро. Значи, кој комуницира, многу брзо одат тие информации, затоа што одат како електрични сигнали, електромагнетни бранови кои многу брзо одат. Значи, тоа е брзина на фотони, можда и поголема. Значи, многу, за кратко време вие добивате многу информации. Софтверот е направен многу интелигентно, значи има внатре информации за здрава состојба, за ткивата во здрава состојба, за ткивата во одредени патолошки состојби, цела анатомија, цела патологија, цела ботаника, минерали, има разни терапии, фитотерапија од разни фирми, кои можете да ги копирате информациите, да му ги давате и да ги импринтирате во, да речеме, во течност,
во шеќер, во парафин, во алкохол или во вода. Значи како хомеопатски лек. Значи све може, значи не мора да биде оригинален лекот. Вие земате информацијата, е дадена веќе, готова, и вие можете да му го дадете како лек. А и при самото тестирање претпоставам дека се прави една терапија. Значи, во тестирањето вие можете да видите отприлика како Функционира секој орган. Можете, тој ве упатува да видите причината која е. Затоа што во многу случаи, повеќето, можам да кажам повеќе од 90% случаи, психосоматски се заболувањата. Освен траумите, па чак и траумите се кажува дека има некоја причина емоционална или некоја друга, така да не е ништо случајно што се случува. Така и во нашиот универзум све си има причина и последица. Значи, нешто се случило, ние мислиме дека е тоа лошо, потоа тоа е последица на нешто понатаму што се порано што било, а ова е причина за нешто што утре ќе биде. А друго што сакам да кажам, сема апаратурата што ќе ви кажам од прилика, да, меѓутоа што се однесува до заболувањата. Многу е важно луѓето да знаат дека треба да се променат во нивниот однос кон природата и кон себе си. Затоа што јас долго години работам со луѓе и сум дошла до заклучок дека имаат трауми од детинство, имаат трауми на работа, имаат трауми со тоа што им е потиснато егото, немаат самодоверба и бараат решение. И тоа, сето тоа предизвикува промена кај нив, значи еден хаос, и тоа предизвикува многу тешки заболувања. Лошите односи меѓу луѓето. Ние треба да функционираме во една целина и да си помагаме меѓу себе. Значи, тоа е основно, а да не си одмагаме. И друго, да ја развиваме нашата индивидуалност. Значи, луѓето се научи, сакат да бидат исти како другите, никој не може да биде ист. И не треба никој да се труди, значи треба да се радуваме на успехот на другите и да го поддржуваме, меѓутоа не треба да сакаме да бидеме исти како него. Значи, тоа е многу битно во психологијата. Значи, треба да гаиме нашите способности, да се воздигнеме, значи, повеќе духовно, затоа што ние живееме во многу материјален свет. Значи, сите овие згради, сите овие бетони, сите овие пластики околу нас и во наш ги јадиме, значи, храната, сето тоа не одвојува од матицата, не одвојува од универзумот и затоа луѓето толку многу се болни. Значи, треба ние да бидеме поблиску до природата. Порано и самите згради и куќите биле направени од природни материјали. А сега е све вештачко и сето тоа се одразува на нас затоа што ни ја менува фреквенцијата. А штом се промени фреквенцијата, а се менува фреквенцијата затоа што ние сме адаптибилни. Ние сакаме да се прилагодиме. Нашиот организам има самоодбрана и таа самоодбрана се гледа во тоа што тој сака да се адаптира на тие промени. И кога се адаптира, ја менува фреквенцијата. А со тоа што ја менува фреквенцијата, настануваат заболување и оштетување. И сега би сакала до нашите гледачи да презентираме како оди едно испитување со апаратите, малку да појасните како оди процесот на испитување, за да нели им стане појасно, бидејќи са нели сите се прашуваат како може тоа да се испита, па што покажува, дали може еве преку камерата за да објасниме и да видат малку појасно како тече едно испитување со овие уреди. Значи, јас ќе ви покажам. Има можност да се направи испитување врз основа на ДНК. Ако имате вие примерок на ДНК. Да, тоа е интересно да го кажеме и до нашите гледачи, дека не мора да биде некој физички присутен. Не мора да е физички присутен, доволно е ДНК да има, а ДНК може да се добие преку
прамена коса, Или нокти, нокти, плунка и крв. Значи, за оваа анализа, ДНК-то е горе. Значи, и тоа е споено со софтверот овде. Значи, ова е нелинеарен 18D, нелинеарен систем Хунтер или ловец. И ќе ви кажам зашто се вика ловец. Значи, ние ќе влеземе тука сега. И јас го отворив за да не губиме време. И ќе пребаруваме да речеме било што. Ево да речеме тука. Може или параназалните синуси можеме да ги пребаруваме. И сега имате вие ова не е оригинална снимка од пациент. Меѓутоа е дадена, значи како со одредени точки на кои се мери енергијата. Така. Што означуваат жолтите кругчиња, што триаголничињата што се во виолетова боја? Има 6 степени. Значи од 1, 2 и 3 се отприлика нормални, значи енергијата е добра адаптабилност има, а 4 е веќе гранично. Јас кој ќе се добиат тие цифри ќе ви ги покажам. Значи 4 е гранична состојба, значи предклиничка состојба, 5 и 6 веќе за тешко заболување некое. Да. Кое што е моментално го има. Значи пореметена, значи постои ентропија. Значи 5 и 6. 6 е веќе поголема, иако тоа некогаш може да биде ревизибилно, некогаш е и ревизибилно. Зависи од степенот. И сега, да речеме, јас сакам овде да влезам, да видам каква е состојбата, гледате, на слузницата, на синусот, отварам и можам цитопатолошки да го гледам. Ева вака. И можам, гледате, цитоплазмата да ја гледам. Митохондриите да ги гледам. Митохондријалната РНА ја отварам. Ова е све во нормални граници. Аденин, значи од кој е составена. Гуанин, значи можете да го отворите. Урацил. И да речеме, сакате да го отворите. Тестирате дали е себе во ред. Значи, ако не е во ред, можете да му дадете метатерапија. Значи, јас ќе одам на нешто што има некоја патологија, за да можете да видите како тоа функционира. Ево да речеме тука во завод. Значи тој зап има проблем. И сакам да видам зашо се работи. И овде се еталоните. Значи можам да видам биохемиска хомеостаза, патологија и микроорганизми. Нешто посебно овде од патологија нема. Меѓутоа можам да пребарувам. Да речеме, има еталони за хомеопатија, фитотерапија, можам да уклучам. Ево, ова е фитотерапија. Ја вклучувам.
и гледам како таа билка делува на запад. Пример. Разбирате? Значи, и тоа се вика, значи, тоа е метатерапија. Значи, делува директно. Значи, кога се повеќе жолти крукчиња, делува позитивно. Така, значи, како сигнал вие. Да. Може и некоја патолошка состојба да ја дадете како, да ја импринтирате како хомеопатски лек, со тоа што електромагнетниот бран го свртувате за 180 степени и тогаш го давате и тој може да делува позитивно на тој патолошки процес. Од прилика можеме и нешто друго да ви покажам. Да, може на некој друг орган да видиме да. како одат испитувањата. Ево, ако ќе се вратиме. Да, оде се да видите, чека да видиме. Да видиме дали тука. Ова е црниот дроб. Значи, тестирањето оди орган по орган. Да, можете вие... И ако има некој ако се пожали на некој конкретен проблем, тогаш... Да. Не, вие можете да истестирате повеќе органи во исто време. Така, да. Селектирате повеќе органи и се тестираат, па крајниот резултат потоа го гледате. После се гледа резултатот и се прави накнадни испитувања, значи подлабоки испитувања и се бара причината на одреденото заболување. За да се делува на причината, за да се решат сите тие проблеми кои што се предизвикани. Имаме можност да ги бараме и емоционалните и психичките причини, иако пациентот не ти каже. Затоа што софтверот има можност да чита она што е запишано во подсвеста. Така да излегуваат на површина многу работи и вие кога ќе ги тестирате, ќе видите кои од тие емоции се причина за заболувањето и можете да делувате директно. Дали во повеќе случаи ме интересира се психолошките, како да кажам, проблеми, иницијатори за појавата на другиве заболувања? Како што кажавме и претходно? Случаи, да, во многу случаи. Значи, основата е во многу случаи да, а меѓутоа има влијание секако и надворешното загадување, има влијание и микроорганизмите, се разбира и големо влијание има стресот, добро тоа влегува во тие во оние емоции кои што ги да. Стресот, хроничниот стрес, и акутниот, ама хроничниот стрес, долготраен, што е влијае енергетски. Како што кажавме и на почетокот, се прават блокади, па тие блокади предизвикуваат други пореметувања. Јас ќе ви покажам сега. Добро. Еден друг софтвер. Значи, ова е отприлика, сега не можам толку да се задржувам, али за да имате представа. Овој софтвер беше со испитување преку ДНК, што има можност, така? Сите се преку ДНК. Сите имаат можност. Овие нови што сега ги презентираме. Да. Значи не мора да биде некој присутен, почитувани гледачи за да се направи некој испитување, може например само да се донесе примерот и да се прати. Најновиот уред Biophilia Tracker X5 Ultra од ова година. И сега ќе ви покажам едно тестирање. Значи тој покажува каде тестира, скенот го покажува каде оди. Да. Ева вака. Ево можеме да ги тестираме белите дробови. Можеме да ги тестираме бубрезите. Ево ова желудникот, да
на спалачното црево и панкреасот, да речеме, и пуштаме да се испитува. Иначе, овај софтвер има 5000 еталони, значи 5000 можности за различни испитувања и лекувања и користење на лекови до кои не можете вие да стигнете, можете да ги имате, дури и алопатски лекови, и тоа што е најважно, може да тестирате, ако сакате да видите некој лек како ви делува, можете да го тестирате преку уредот. Така. Значи, дали ви делува позитивно или пак прави можеби некои други додатни проблеми? Дали ви делува, дали и во кој процент може да ви делува? Така. Во кој процент ви помага? Говориме за оние лекови кои што ги даваат стандардни лекари. Стандардни лекови, хомеопатски лекови, лекови од билки, било какви. Значи дали има ефикасност ако ги примате? Добро. Да. Исто така може да се испитат алергии и причините и да се отстранат последиците од тие алергии. Значи да се лечат алергиите. Алергиите може да се лечат и хомеопатски, или вака можат многу ефикасно. Се прават со ова испитување, се врши испитување, истовремено се врши терапија и се прави лек. Значи, лекот се импринтира како хомеопатски и потоа се дава на пациентот. Ако сакате, ако не е нешто акутно и сакате да работите повеќе, тогаш се препорачуваат 10 терапии на секој втор ден. И во меѓувреме давате исто и лек. И така може 10 терапии велите да дојдат тука за вие директно да им можете тука, може и да не дојдат, може и на овој начин. Добро. Да се дома и така се работа ми со многу мали деца. Ова е доста патолошко, така да ќе видите отприлика повеќе како тоа изгледа. Ова е тимусот. Така да кај ова особа има поголеми проблеми. Колку време е потребно да се третираат поголемите проблеми временски? А колку е потребно за некои поблаги, да кажам, пореметувања или некои можности што се, например, понатаму во текот на животот да се добие некој здравствен проблем? Значи, акутните состојби не сакат многу време. Добро. Значи, тие брзо се решаваат. Некојаш пациентот веќе од првиот третман осеќа подобрување. Хроничните зависи колку се хронични, секако сака повеќе време. Има и многу тешки случаи кои се толку заглавени да практично и тешко можете да му помогнете. Значи не може секогаш да се помогне. И не може на секого да се помогне. Некогаш како и во званичната медицина не помагат на сите. Во многу случаи не може да се помогне. Меѓутоа, шансите се многу поголеми. Затоа што вие можете да видите, значи вие одите на причината, а во званичната медицина се оди симптоматски. Значи, ако е нешто ќе го оперираме, ќе го извадиме или ќе му дадеме таблети, меѓутоа тоа не е трајно излекување, тоа е може некој сега зависи од случај до случај како е. Меѓутоа, најмногу најефикасна е хирургијата кога вас ви олеснува, да речеме, јас сум ортопед. И ендопротеза и такви работи, мислам, ендопротеза на колено колку ги спасува луѓето од многу проблеми. Меѓутоа, најважно е да не дојдат до тие проблеми. Така, да. Значи, тоа сакав да ве прашам. Значи, ако може да се спаси, значи да не дозвола да дојде до тука да мора тоа да се вади колено па да се става значи ендопротеза. Доктор Албена, кога на некој испитување ќе ви покаже можност за појава, ајде да кажам, на некое срцево заболување, до појава на некој канцер, да кажам, ајде, се случува, предпоставам. Постои можност со оваа апаратура сето тоа да се избрише како информација за да не или да дојде до рамнотежа на таа важно е да се на тој дисбаланс. Да. Значи вие кога ова се работи на ниво на клеточно ниво.
И ако вие клетките успеете, значи преку таа информација, значи тој сигнал дека треба да се коригираат и како и вие им помагате со тоа што ги неутрализирате микроорганизмите, да речеме ако се тие еден дел од причина или паразитите. Значи ние сме полни со паразити, исто тоа. Да. Значи тие може да бидат едни од причините за многу заболувања, нели така? Сега како се поврзани тие и со други работи, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа може, значи особено кај малигните заболувања многу треба да се работи на паразитите. Имате можност да ги неутрализирате. Значи да го намалите нивното дејство, за да може и тоа се комбинира, секако се комбинира со правилна исхрана, со психотерапија. Сите тие пациенти треба да имаат психотерапија. Треба да се кажат што ги мачи, треба да има техники како можат тие негативни влијанија на нивниот организам да се отстранат, да се намали стресот. Стресот не може да се исклучи, ние сите сме под стрес. Значи, глупо да кажете немој да се стресираш, тоа е лесно да се каже. Да, меѓутоа тешко да се примени. Меѓутоа може, значи психотерапија во комбинација со ова, значи метатерапија фактички е биофидбек. Така. Значи ова е многу софистициран биофидбек. И може да се намали реакцијата на стресот. Така. И тоа да се стави под некоја контрола. Да речеме, некој работа што ги нервирало, и после викат, па јас се чудам како не реагира. Толку. Не реагира со таков голем стрес. Ево ова се може да одиме, да речеме, на панкреасот. Ево панкреасот. Ево вака ова функционира. Значи можам да ги видам доле и хромозомите десно. Може, ево хромозомите. Ево ги хромозомите. Значи овде имаме дури на ниво на хромозоми, да. Да. Оштетување, јас можам сега да не губиме време, можам да влезам сега на четвртиот хромозом. Добро, и да видите што се случува. И детално да го испитувам. Да. Меѓутоа овде можеме да тестираме и да речеме сакам да знам кои се микроорганизми. Гледате колка, значи све што е ова црвено, све се тоа микроорганизми. Тоа се микроорганизми кои се активни. А тие што се со сино се овие не неактивни. Значи, тука е овие цифри, значи се многу со ниска вредност, значи дека тие се многу активни. Тука имаме Helicobacter pylori. Јас ќе го кликнам ево го Helicobacter pylori и го тестирам. Е активен, меѓутоа и сакам сега да го неговата активност да ја неутрализирам. Пример. Се враќам. Го барам каде е. Ево го. И му правам метатерапија, го неутрализирам. Ова е метатерапија за деструкција. А ова е метатерапија за подобрување. Така. Значи, и да речеме му пуштам 3 пати. Видите како се промени, тоа се, значи, овие квадратчи на црните, значи е деструкција. Така, значи, тоа е неутрализиран. Меѓутоа, таа пациентка, овде е нејзиното ДНК. И јас во овој момент кога правам метатерапија, ова оди на далечина. Така, значи. Та не е во Македонија. Тоа беше принципот што го напоминавме. Та не е во Македонија. И во моментот ја си правам терапија. Така. Ме разбирате? Така, значи колка навистина можност постои со оваа нова технологија што веќе вие извесен период, скоро од година и пол ја имате. Да. Значи ова е навистина ново и многу мокино. И го имам проверено практично.
Затоа и сме тука. Да. Да презентираме затоа што како што кажавме се е проверено многу пати е проверено и функционира безпрекорно. Така. Да. Сега се враќаме. Каде беа хромозомите? Ево ги. Ево како хромозомите. Значи видите колку има оштетување на колку хромозоми. Се враќам и сега ќе барам која патологија е. Ево е патологијата. Гастрит, атрофичен гастрит, остеопороза, исхемија, значи, сите проблеми ги покажува. Значи ги покажува сите проблеми. Така. Ево вака. Гледате колку има. Поприлично проблеми. Можам да видам дали има да ги издвојам најголемите проблеми и тогаш правам аджастол. Така. Значи какви се можности има овој апарат на вистина неверојатно? Значи атрофичниот гастрит е број 1. Така. Значи атрофичниот гастрит број 1 и сега не се гледа само тоа, него се гледа и графиконот. Значи графиконот имате влезен сигнал, црвен, и имате син сигнал, излезен сигнал. И важно е која е разликата меѓу нив. Тие нормално, значи колку се поголема разлика, тогаш ентропијата е поголема. И овде покажува, значи каква е бучавата или шумот, овде покажува фреквенцијата. И секоја фреквенција одговара, да речеме, на одредени органи. Значи овде одговара на дигестивните органи. И можете од тука да видите дека баш тука е проблемот. Така. Разбирате? Значи има повеќе фази на диагностика. Значи можете да видите дали ова, ако беше горе, ова ќе беше многу лошо, или ако се раздвоени синото и црвеното, тогаш тоа е кај карцином. Така. Значи тоа е веќе. Можете и да тестирате. Значи јас можам да зборувам на вистина неколку часа. Ова е многу комплицирано. Немам уште многу време, тоа сакам да кажам. Сакам да ви покажам, да речеме, сега ова го имаме и јас сакам да знам кој хомеопатски лек би одговарал за ова. И тогаш кликнувам на хомеопатија. Можам да кликнам сега. Арника D1. Самиот апарат покажува што би било добро како терапија. И сега јас сакам да знам дали тој делува на вистина. И проверувате. И тогаш вегетотест ќе направам. И гледате дека делува. Све вистина неверојатно, да. Гледате? Значи, јас го давам, значи тој лек и го давам на пациент. Значи тоа може да се импринтира, значи да се импринтира во ова чашка. Значи тука се става што сакате. Можете да ставите вода. Така, како што кажавме, може шеќерче, алкохол, може во водата да ставите неколку капки алкохол за да трае повеќе. Така. Можете парафин, надворишно го користи, или можете гранули хомеопатски да ставате. Значи тоа е лактоза. Наистина големи можности. Да, можностите се неограничени. Така, и неверојатни. Неограничени се можностите и се делува многу. Така. Потоа имаме, сакам да видам фитотерапија. Дали има некоја фитотерапија која би делувало во овој случај. Што тоа да го прикажеме, па ќе мора и да го заокружиме разговорот. Ево да речеме Адонис верналис. Го кликам и ја давам терапијата. Сега се вклучува, значи, ова F, и ја давам терапијата и да видам како делува. Одма гледате како делува. Да. И тоа можам, билката нема потреба да е. Значи, нејзините информации така, делуваат може репринтер се прави. Ево вака. И овде пише Remedy Preparation. Значи, и пишува
Ево ди, Адонис Верналис. И јас тука ставам што сакам. Така, и ја пренесувате информацијата и потоа се користи како терапија. И тој имплементира. Тука некаде ќе мора да привршиме, времето предвидено за емисијата многу брзо некако ни помина, а како што кажавте, можеме да говориме 5-6 сати за ова. Значи, да кажам само дека вие сте доктор по физичка медицина, биофизичка медицина и исто сте дипломиран хомеопат, да знаат сепак гледачите. Оние кои што еве за прв пат ќе се сретнат со вас, оние кои што веќе нели гледале повеќе пати емисија Ваш термин, сигурно добро знаат. Уште еднаш само како за крај, добро би било една порака до оние гледачи кои не следат и да не чувствуваат никаков проблем, би било добро да дојдат да се истестираат, нели? Да. За превентивно да се делува, а нормално, како што кажавме, и некој кој што има некој проблем, па може и да се реши. Да, научниците што го ова смислиле, направиле и спровеле, препорачуваат да ова да го има во секоја амбуланта општа медицина и да се прави на сите пациенти 2 пати годишно. И тоа е вистинска превентива. Да. Јас тоа би била пресрекна да биде тоа во Македонија. Да, и би било навистина голем бенефит за сите граѓани за нивното добро и општо здравје. Јас сакам да ги поттикнам сите мои колеги, затоа што сепак ова треба медицинар да го работи. Сите мои колеги, значи да се заинтересираат и да почнат ова да го работат. Паралелно со другата медицина, за да можат на своите пациенти да им помогнат што повеќе. Така. Доктор Албена, благодарам за денес што еве не примивте, ви бевме гости во вашата ординација. Да ги пренесеме сите овие работи, ја мислам дека навистина многу убаво објаснивте за како функционира нели овој тип на нова иновативна апаратура која што веќе подолго време, како што кажав, година и половина ми се чини, така ја користите, ако не и повеќе? Ова? Да. Ова новата има 2 години, а старата е многу давна. И таа не е стара, добра е. Да, меѓутоа ова е нешто што еве како што кажав има големи можности. Ви благодарам многу за денес. Се надевам еве повторно ќе дојдеме да ве посетиме, па некако можеби да ги дообјасниме работите, бидејќи како што кажавте и вие би говореле можеби 4-5 сати за сето ова што се случува како биофизичка медицина, како биорезонантна терапија, како биоинформатика, како да го наричаме, има повеќе нели термини за да се објасни. Ова е само еден дел од тоа што го имаме. Значи ние едново имаме и Теслин осцилатор. И тука се прават лекови, али тоа во друга прилика. Така, можеби ќе дојдеме повторно па ќе ги дообјасниме работите, затоа што времето навистина ни знае. Да. Така да има многу работи што може да се кажат. Меѓутоа пораката е да луѓето не се плашат, да не мислат ова не е инвазивна метода. Значи се користат електромагнетни бранови кои се на јачина на алфа и тета мозочни бранови. Може да се користат дури и за бремени жени и за мали деца, без никаква опасност од никакви непосакани индикации. Да. Благодарам уште еднаш, доктор Албена. Тука ќе ги поздравиме нашите гледачи. Ќе пратиме еве уште една порака сите оние кои што следа емисијата, ако сакаат нели да пробаат ваков тип на некој испитување, првин превентивно, како што посочи доктор Албена, нели тоа би било најдобро во случајов, затоа и се користи апаратурата за да не се случи некој проблем со нивното здравје, а секако и доколку имате некои проблеми со здравјето, не е нели на одмет да дојдете да се истестирате, да се испитате за да може да се реши тој проблем што го имате. Ви благодарам за вниманието, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.